Колку си задоволен од состојбата на кеот? Ужасно. Што мислиш? Клупи, чешми? Клупи нема, да речеме, еве јас ја таму шетам на Александар Палас, тука се искорнати клупите, не е искосено. Чешми? Чешми нема. Нема. Чешми нема, баш точно кај Александар Палас е изгасена. Изгасена е скроз. Да, скроз. И толку нема други чешми. По пат навака нема други. Еве и ова тука не работеше. Тоа е. Како ти се допаѓа тебе кеот? Не најдобро со оглед на тоа дека е осветлено уште можеби 200 метри понатаму не е осветлено, а јас најчесто трчам навечер, тоа воопшто не е добро. И најчесто трчам со блица телефон, така да речи си воопшто. Би рекол дека чешми има доволно, сепак не сите работат. На тоа би требало да се обрне внимание. Секако хигиената на кеот и повеќе корпи за отпадоци. Туку игра улога и свеста кај граѓаните. Се надевам дека и тие корпи што ги имаме треба да ги користат. Така да генерално треба да сме благодарни што ги имаме веќе, но секако треба да се обрне внимание на одржувањето, не треба да се остави само така на времето. There could be a bit more like probably spaces to sit, and I think more paths from upstairs to downstairs, because there's not a lot of possibilities for the movement, but other than that it's nice. Од една страна рекреативен рај, од друга треви до колена, запоставени спортски реквизити, нефункционални чешми. Добре дојдовте на Скопскиот кеј. Па не знам дали сме свесни, но кеот можеби е најубавото нешто што го имаме во Скопје и навистина треба да се грижиме и да го чуваме. Она што сум приметил низ годиниве што е најважно, затоа што јас сум секојдневно тука во сите временски периоди во годината, ќе се направи нешто и ќе се направи и ќе биде убаво, меѓутоа што правиме со моментот на одржувањето? Никој не го одржува како што треба, никој не се грижи на ниво како што треба да се сочува. И тука е клучниот проблем по мене. На тоа треба да се посвети највеќе фокус, затоа што еве канти, како што гледаме тука, овие канти се пред година, две тие се стари пред 10 на години, меѓутоа што и да се стави моментот кога ќе се искрши, тоа е веќе историја. Клупи од тука кај што се наоѓаме сега, во насока на кај Влаe натака, 80% од клупите се искршени, украдени и така стојат. Чешми има, меѓутоа нередовно се одржуваат и течат неконтролирано. Ајде заедно да провериме дали ова место каде Скопје се релаксира или градот полека заборава дека Вардар воопшто тече. Би дал една 3,5. Да, но сепак се зависи од нас, секако и од надлежните, од институциите. 2, реално. Ајде да не биде толку лошо, 2. 3.5. Океј? 3.7, I'll join.